Ке се повика на член 70 став 3, во кој што ќе наведам дека барам да се оттргнат точките 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 31. Целта не е да се тргнат од дневниот ред затоа што не се битни, туку затоа што има една побитна точка која што сакам да оставам сама или една од ретките за да дискутираме. Знаете, ова звучи како само уште 3 до 4 милиарди, 15 до 16 пати кршење на уставот и еве под ЕУ знаменце, само што не влеговме во ЕУ за да крадеме туѓи фондови. Малку се поминете од комшиите дека се крадеме до безкрај, не личиме на ништо, па уште ЕУ знаменца ни требаат. И секој наш аргумент би требал да е посилен од владиниот агресивен авторитет, ама не бива така во тиранија во која што парламентарното мнозинство е како јајце имплантирано во парламентот да вика амин на тирани. Што би рекла професорката, не спроведувате социјалдемократија, туку дарвинизам. А причината за сето ова е болест наречена корупција, високоинфективно заболување, 3 пати К, корупција, криминал, клептократија, пасивна и активна. И одредени владини представници овдека во парламентот ќе ми држат мене предавање како тоа било културолошки феномен на Балканот. Еми не е. Граѓаните преживејуваат коруптивен систем, каде корупцијата станува единствена алатка за решавање на секојдневни проблеми, од вадење на извод за матична евиденција до здравствена контрола, хируршка интервенција, па и погребално. А овие системи се имплантирани од владата. Значи, владата креира систем на корупција и криминал, кој што станува единствен механизам за придržување во срединава. Оттаму имаме еден извештај од Обединетите нации кој што вели вака: народот е во апатија. Зошто? Постои конкретен ризик од нормализирање на корупцијата и опаѓање на јавните критики за манифестација на корупција. Во ироничен пресврт, корупцијата завршува да се смета за неопходно зло, дури и како кратенка за пристап до некои важни добра. Во таков контекст критичниот осврт на граѓаните во државата кон корупцијата е ослабен или целосно е изгубен. Во други случаи, високите нивоа на корупција, фрустрацијата на граѓаните од корупцијата во јавниот сектор и лошото владење може да доведат до граѓанска апатија, она што го гледате секој ден, недостаток на граѓански ангажман и недостаток на доверба во политичкиот и демократскиот процес, поттаму и недостаток на уште една шарена револуција на овие кои што фарабаа споменици, па сега ќе бараат градење на нови. А што и треба на владата? И треба да биде недопирлива преку корумпирано судство, 3 до 4 милиарди буџет за да си откупат слободата на крај, или пак истата да ја нема за да нема кој да ги гони за дела против државата. Ви благодарам.